Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО-ДПМНЕ продолжува да работи директно на штета на граѓаните на Република Северна Македонија. Последниот таков пример е одбивањето на пратеникот Владимир Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ како председател на Комисијата за труд и социјална политика да закаже седница на која ќе се расправа за предлог законот за измена на законот за исплата на платите. Со овој предлог закон се овозможува и вработените во високото образование, односно вработените во државните универзитети да го добијат покачувањето од 10%, исто како и нивните колеги од основното и средното образование. ВМРО-ДПМНЕ и Владко Ѓорчев на директен начин попречуваат илјадници професори и вработени во високото образование да добијат покачување на платите од 10%, кој им следува од 1. јануари оваа година, за што веќе се обезбедени средства и пари од буџетот. Доколку предлог законот не биде изгласан до распуштањето на собранието, поради блокадата на ВМРО-ДПМНЕ, вработените во високото образование со месеци нема да може да го добијат покачувањето на платите што им следува. Истовремено, со незакажување на Комисијата за труд и социјална политика, Владко Ѓорчев и ВМРО-ДПМНЕ ги блокираат измените во Законот за стечајци, со што го блокираат решавањето на статусот на околу 50 стечајци од Тиквешкиот регион. Го повикуваме ВМРО-ДПМНЕ да заборави на теснопартиските интереси и да престане да ги блокира проектите кои што се во интерес на граѓаните и проектите кои што обезбедуваат подобар животен стандард. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вистински се грижи за сите граѓани и реализира мерки кои директно влијаат на подобрување и олеснување на животот на сите. Затоа граѓаните на 12 април ќе ги поддржат политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија наспроти штетните и деструктивни политики на ВМРО-ДПМНЕ, кој работи само за заштита на личните и теснопартиските интереси. Ви благодарам.